Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Пропадна обидот за на изборниот законник, партиите и натаму се поделени околу изборните единици, гласањето на диаспората и политичкото рекламирање. Толку повеќе разговори, толку повеќе разлики меѓу политичките партии околу новите изборни правила и во делот на изборните единици и во делот на гласањето на диаспората. Пропадна и последниот обид измените на изборниот законник да бидат донесени во грес периодот, што го даде Брисел за усвојување на реформската агенда поврзана со планот за раст. Од мнозинството со нов предлог, опозицијските партии да договорат заедничко решение, кое власта ќе го прифати во името на политичкиот консензус. Ќе гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. За нас како Влен важно е диаспората да има можност да гласа без разлика дали преку електронско гласање, по пошта, но да бидат безбедни, транспарентни и сигурни форми во согласно со меѓународните стандарди. Од СДСМ ја одбиваат и оваа идеја. Нема што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се договара со опозицијата. Проблемот е кај власта, кај Мицковски, кој сака да манипулира со 200.000 гласови. Овие одредби треба да почнат да се применуваат дури од изборите во 2029 година. Значи, има доволно време да се изгради сериозен, сигурен и кредибилен модел ни широка јавна дебата и политички консензус. Левица е задоволна тоа што власта прифаќа една изборна единица како што тие бараат. Сепак сметаат дека договор со останатиот дел од опозицијата е речиси невозможен. Не е тоа едноставна работа, гласање на диаспората, па ако сакате една изборна единица што може да се усогласи во едно попладне со пола час муабет, значи тоа се сериозни работи кои што треба месеци пеглање, разгледување на детали, безбедносни протоколи, така да речем и така натаму. Албанската опозиција со диаметрално спротивни ставови. ВМРО-ДПМНЕ се повлече од две суштински точки на договорот. Прво, од електронското гласање на диаспората, барајќи гласањето да се спроведува по пошта, и второ, од договорот подзаконските акти на Државната изборна комисија, што се однесуваат на електронското гласање на диаспората, да се донесуваат со консензус. Диаспората да има право да гласа по електронски пат или по пошта, прифатливо е било кој од овие начини за нас како Албанска лига и за парламентарни, и за локални, и за председателски. Измените на изборните правила заглавија со речиси 14.000 опозицијски амандмани. И покрај тоа што неколку пати партиите седнаа на иста маса, договор се уште нема. Уставниот суд пак утре ќе расправа по иницијативата на Пасиев за неравномерното политичко рекламирање. Сличен предмет пред судот имаше и во 23-та на иницијатива на Павле Трајанов. Тогаш судиите го одбија предметот, но актуелниот председател Дарко Костадиновски имаше издвоено мислење дека изборниот законник во делот на политичкото рекламирање е спротивен на политичкиот плурализам, еднаквоста и владењето на правото. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Еврокомесарката за проширување Марта Кос утре доаѓа во Скопје. Пораката е дека сега е моментот за проширување и дека Македонија треба да го почне процесот. Потсетува дека ниту една земја кандидат никогаш не добила гаранции дека во процесот нема да се појави нов спор. Еврокомесарката за проширување Марта Кос утре пристигнува во Скопје на средба со премиерот Мицковски. Покажавте силни перформанси во рамките на реформската агенда. Доаѓам во Скопје за да ја охрабрам владата да го стори истото со пристапните преговори, затоа што сега имаме можност, што се случува еднаш во генерацијата, да го оствариме проширувањето, вели Кос во интервју за Мија ден пред пристигнувањето. Но истовремено и потенцира дека Европската унија досега никогаш нема дадено гаранции на земја кандидат дека нема да има никаков спор во процесот на
преговори. Вистината е дека ниедна земја кандидат никогаш не добила гаранции дека нема да се појави друг спор за време на процесот на пристапување, се до моментот кога последната земја членка ќе го ратификува договорот за пристапување. Ова е начинот на кој функционира проширувањето на Унијата. Важно е да се прифати оваа реалност, вели Кос за Мија. Еврокомесарката доаѓа само една недела по завршувањето на рокот кој Унијата им го постави на земјите кандидатки за исполнување на реформската агенда. Па домашните експерти очекуваат Македонија да добие пофалби за овој процес, но и потсетување дека нема начин како да се заобиколат превземените обврски за уставни измени. Па мислам дека ќе бидеме делумно пофалени за испорачаното за реформската агенда, како што гледаме имаме малку и нејасни пораки околу тоа колку точно мерки се до крај исполнети. Се зборува измеѓу 6 и 16, за 6 се сигурно целосно исполнети, 16, другите 10 може би се делумно исполнети, па ќе видиме како тоа ќе биде оценета. Значи, тоа е едната од точките, да се одржи тој некој моментум во Западниот Балкан во однос на реформската агенда и ќе се зборува, предпоставувам, и за доста новите идеи кои се однесуваат на природата на членството во Европската Унија во иднина. Исто така ќе ги повтори пораките за потребата од промена на уставот, тоест исполнувањето на преговарачката рамка. Не верувам дека тука ќе се случат некои посебни промени. Покрај заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски, дел од утрешната агенда на КОС се и средби со вице-премиерот за европски прашања Беким Сали и спикерот Гаши. А пред заминување од Скопје, еврокомесарката ќе го посети и студентскиот дом Стив Наумов, кој во моментов се реконструира со европски пари. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Поротниците од Основниот кривичен суд во Скопје стапија во мирен протест и ќе бојкотираат дел од рочиштата, незадоволни што нивниот надоместок не е променет речиси 2 децении. Судиите поротници од Основниот кривичен суд од денеска стапија во мирен протест. Ке бојкотираат повеќе судски рочишта за да го искажат својот револт поради долгогодишното игнорирање на проблемот со ниските дневници. Надоместокот кој го добиваат се движи од 570 до 670 денари и со години не е изменет и покрај бројот на судења, сложеноста и време траењето на нивниот ангажман. Преку соопштение, Основниот кривичен суд јасно застана зад нив, нагласувајќи дека улогата на поротниците е клучна за законитоста на процесите. Без нивното учество, значителен број судења не можат непречено да се одвиваат. Судиите поротници заслужуваат достоинствен и соодветен надоместок кој ќе ја одразува важноста на функцијата што ја извршуваат. Очекуваме Министерството за правда во најкосможен рок да почне со измена на правилникот. И покрај мирниот протест, сепак за да не настане целосен колапс во судството, од кривичен известија дека има строга селекција кои предмети ќе се одлагаат. Сите притворски предмети каде што учествуваат поротници нема да се одлагаат и ќе се одржуваат непречено. Од друга страна, за непритворските предмети кои се во помал број, судењата се одложуваат и за нив ќе се одреди нов термин. Председателот на Судски совет вели дека за ова прашање повеќе пати се обратил до Министерството за правда за да го променат правилникот со кој се одредуваат дневниците на поротниците. Доколку не се најде решение, алармира дека ќе се доведеме во ситуација да остане судот без поротници. Очекувам дека ќе се најде на разбирање од страна на Министерот за правда и дека во многу скоро време ќе го донесе тој правилник. Процесните закони во голем дел од предметите налагаат судењата покрај судија да бидат присутни судии и поротници. Сега државата треба да одлучи или ќе ја направи таа професија достоинствена и привлечна за луѓе да се јавуваат, или пак треба да се направи промени во законите и да се одлучи нашето општество дека дали ни е потребно да имаме судии и поротници. Од Министерството за правда нема одговор дали ќе има конкретно решение за овој проблем. Ресорниот министер беше опфатен со реконструкцијата на владата, па во моментов се чека новиот официјално да стапи на функција. Барањето на судските поротници се провлекува со години и досега ниту еден министер не успеа да го затвори ова прашање. Како можна излезна варијанта се гледа во најавениот ребаланс на буџетот, каде што со политичка волја би можело конечно да се издвојат и пренаменат средства за достоинствени дневници, со што би се спречила
комплетна блокада на кривичните постапки во земјава. Ова е повеќе од неопходно ако се земе предвид дека оваа професија со години е општествено маргинализирана, а товарот паѓа претежно врз жените породници кои сочинуваат 88% од вкупниот број во државата. Тие со години се заглавени меѓу небезбедни работни услови и целосна негрижа од институциите, покажува анализата од Центарот за правни истражувања. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Владата донела одлука за геолошки испитувања за минерални суровини на 27 локации во Источна Македонија, која е целта на оваа иницијатива, во овие вести Даниел Василев. Така е, Маријан, владата е донела оваа одлука и ја објавила во службениот весник. Според она што е напишано во самата одлука во службениот весник, целта е да се направат испитувања за да се утврди дали постојат потенцијални нови наоѓалишта на вакви суровини. Оваа одлука сепак ги дигна на нозе екологистите претежно во Струмичкиот регион, кои најавуваат отпор, иако засега немаат донесена одлука дали ќе излезат на протест или сепак на некаков поинаков начин ќе ја водат битката против рудници. Во продолжение го гледаме прилогот. Владата почна постапка за доделување концесии за геолошки истражувања на металични минерални суровини на истокот од државата. Одлуката е објавена во службениот весник, а опфатени се 27 општини, од Куманово до Гевгелија. Концесијата за вршење на проспекцијски геолошки истражувања за металични минерални суровини се доделува со цел откривање на нови локалитети перспективни за понатамошни детални геолошки истражувања, како и за откривање на нови наоѓалишта на металични минерални суровини, се вели во одлуката на владата. Владината одлука ги дигна на нозе екологистите од дел од засегнатите општини. Од Здрава Котлина се сомневаат дека на Мала Врата се отвора простор за отворање рудници кои би имале штетни последици врз животната средина. Најавуваат отпор, иако засега немаат донесена одлука дали ќе излезат на протести. Најбитното прашање се разбира е еколошкото прашање и главното е тоа што не буди нас и што се организираме тука во југоистокот, па и подалеку и пошироко, за да правиме масовен отпор на ова доста сериозно прашање. Веќе 9 години се занимаваме со темата, ги знаеме сите подробности за тоа што е рудник, колку е штетен, колку илјадници години потоа ќе биде неговото негативно влијание врз природата. Сега Министерството за енергетика ќе има рок од 360 дена да формира комисија за спроведување на постапката која ќе одлучува кој ќе ги добие концесиите. Концесија ќе се доделува преку тендерска постапка и јавен повик, а понудувачите ќе мора да ги исполнат условите пропишани во нив. Даниел Василев, Сител телевизија. По